Добар ден. На видеото од мојата лева страна можете да видите колку многу чад предизвикува само 1 кубен метар запален отпад после берба на земјоделски производи. Можете ли да замислите колку чад ќе предизвикуваат 600 метри кубни запален отпад? Кампањата на градот Скопје е за бесплатно чистење на стрништа, поддржана од UNDP и МДЦ Тинет, се ближи кон крајот и со гордост можам да нагласам дека до овој момент бележиме одлични резултати. Во периодот од 20 август до денес, бесплатно подигање на отпадот од бербата од град Скопје имаат побарано над 120 жители на нашиот град, при што се подигнати, а со тоа е испречено палење на 600 метри кубни отпад. Градот Скопје е прва единица на локалната самоуправа која што ја почна оваа кампања за елиминирање на палењето на нивите и стрништата со цел намалување на загаденоста на воздухот, зачувување на плодноста на почвата, но и спречување на ширење на евентуални пожари кои неретко предизвикуваат сериозни материјални штети, понекогаш за жал и загуба на човечки животи. Постигнатиот резултат од оваа кампања не охрабри кампањата да ја повториме и следната година и да ја прошириме на повеќе нивоа. Очекуваме дека Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе се вклучи во делот на планирањето на периодите кога се врши бербата на различните земјоделски култури. Во таа насока очекуваме и Скопскиот плански регион масовно да се вклучи во оваа кампања, имајќи во предвид дека во Скопската котлина имаме сериозен дел од така наречени земјоделски општини. Сосема на крајот, дозволете ми да упатам голема благодарност до жителите на Скопје, кои што покажа висок степен на свест во однос на штетноста на оваа појава и ја искористија можноста да добијат бесплатно подигање на отпадот после бербата. Голема благодарност за поддршката до UNDP и МДЦ Тинет, кои многу ни помогнаа, особено во делот на подигањето на јавната свест и едукацијата за штетните последици од запалените стрништа. Воедно благодарам на логистичката поддршка на вработените на јавните предпријатија Паркови зеленило и комунална хигиена, кои вложија голем дел од својот човечки и технички потенцијал во реализација на оваа кампања. Сето ова ми дава за право да верувам дека следната година оваа кампања ќе најде на уште поголем одзив од страна на граѓаните и на вас медиумите, и на тој начин ќе можеме заеднички да го намалиме аерозагадувањето и да превенираме ширење на пожарите. Ова е една од оние кампањи кои надобро покажуваат дека само со заеднички сили можеме да успееме во борбата за чист воздух, за чиста и здрава животна средина во нашиот град. Благодарам.